Почитувани граѓани, со цел културата и туризмот повторно да станат стратешки двигатели во развојот на државата, владата предводена од ВМРО-ДПМН успеа да ја стабилизира состојбата, да спроведе клучни системски реформи и да реализира значајни инвестиции. Наместо краткорочни и непромислени решенија, во изминативе 2 години владата на ВМРО-ДПМН се фокусираше на воспоставување системски пристап во управувањето со културата и тоа преку стратешко планирање, започнување на законски реформи, финансиска стабилизација и капитални инвестиции. По преземањето на одговорноста за раководење со владата во 2024 година, беше наследен институционален систем во културата без јасни стратешки насоки и дополнително долг од 273 милиони денари по основ на неисплатени плати во националните и локалните установи. Веќе со првиот ребаланс беа обезбедени средства за сервисирање на наследените обврски, како и дополнителни 71 милион денари за програмски активности и над 78 милиони денари за инфраструктурни проекти во општините. Паралелно започна системско решавање на долгогодишните проблеми во културата и туризмот. Изготвена е длабинска анализа за рационализација на националните установи и преземени се конкретни чекори за спроведување на реформските приоритети. Започната е имплементацијата на Законот за употреба на македонскиот јазик, основани се Инспекторатот и Советот за македонски јазик, а во тек е и изработка на стратегијата за употреба на македонскиот јазик. Воедно се финализираат подготовките за отворање на музеите на Скопско Кале, процес кој беше целосно запрен од претходната влада, а деблокирани се и повеќе национални и меѓународни проекти во областа на културното наследство. За прв пат е воведен моделот на делегиран буџет во националните установи, кој годинава се применува во 28 институции, овозможувајќи поголема автономија, подобро планирање и поефикасно управување со јавните средства. Во изминатите 2 години за прв пат е воспоставен и отворен конкурс за мобилност, преку кој македонските културни работници се усовршуваат во престижни академски и културни институции во странство. Воедно реализирани се 320 нови вработувања и 35 унапредување во националните установи. Почитувани, со овие мерки и активности владата покажа дека со визија, одговорност и системски пристап се поставуваат цврсти темели за долгорочен развој на културата и туризмот. Тоа е доказ дека со одговорно управување, јасна визија и домакински однос кон јавните средства, културата повторно станува еден од двигателите на општествениот и националниот развој. Ви благодарам.